Мома војник, чита Александар Станојков. На еден цар му дошло едно писмо од некој друг цар. Со писмото го канел другиот цар или да му дајте едно парче земја на некој крај, или да излезит со војска да се обидат. Од која го пеал, ватил да се мислит и да се думат како да правит. Го догледала големата му ќерка и го прашала: татко Златен, та што толку си се раздумал нешто? Што гајле имаш нешто? Ја кажи ми да белким, јас ќе ти го одимнам тоа гајле. Ох, мори ќерко, и рече царот. Да ти кажам, не можеш ништо да ми сториш, чунки не е оваа работа за тебе, мори ќерко. Оваа работа е царска. Та пак му се тоарала и му велела: ти мене, татко, кажи ми да што сакат нека бидат белки, нешто ќе ти поможам, му рекла повторно. Мори ќерко, лели ме прекол нож ќе ти кажам, туку без вајде ќе бидат кажувачката. Ете што сум га лелија, рекол царот. Писмо ми дојде од оној цар и ми пишуват: ја еден крај земја да му давам, ја да се бијам. Ете тоа сум на гајле, мори ќерко, и рекол царот нажалено. Бре, зар за тоа си забрал гајле? Му рекла ќерка му. Види го некакви конеден, па јас чинев и ти за мене гајле бериш, за кај да ме мажеш? Ти си ми забрал гајле за дженго и гиди никакви кудини. Чекај, за тебе треба златен ќотек, да ако си стар. Изваила челот и го натепала по главата си, отиде при мајка си. Не би час, етеа другата. И таа му најде уште поуилен, и таа му се стегнала да му каже што е гајлелија, и таа го прашала. И од кога разбрала што е, уште полошо му сторила. По некој саат, етеа најмалата му ќерка му се пулит на татка си, сакат да го прашат што е толку гајлелија, а Арнома е било жал и е сапила да не нешто му погрешит и после да искарат нешто, да ќе се расипи честа после. Се поврткала, помислила малку и е текнала, та му рекла на царот: тате, дали милуваш едно каве да ти донесам за да се напиеш? Тивко му проговорила: милувам, ќерко, туку поарно сега дај ми отрувачко дошто каве, и рекол на жалоито. Ти се молам, мило тате, заошто си оскорбен толку, дали од мене ти е нешто здодеано? Дали од друго место имаш некоја мака? Кажи ми, тате, мене за нешто да ти поможам ако можам, му рекла уште понажалено и нагалено. Мило чедо, ти ми го распара срцето со тој сладки зборови, и рекол царот, и кажал за писмото од другиот цар што му го пратил, и е кажал за сестри и како го тепале. Да за тоа, бре, тате, си се оскорбил толку? Ич да не береш гајле, јас да сум ти жива. Брго да му вратиш еден каршилак на царот и направи ми една машка руба. Одбери ми еден аерен конј, да ќе види што ќерка имаш ти и да види царот што јунак су јас. Кога чу царот тие убави збори од ќерка си, многу беше се ослободил и му прати книга назад на царот да излези со војска да се бијат, оти тој Азар бил за неколку дни. И обржал ќерка си Арно и ја пратил глава на војската, та ошле кај што беше војската од другиот цар, и веднаш се удриле и се збиле обете страни силно. Војската од кај царја ќерка ватила да се поистаат назад газу, царот му се пулит на ќерка си в очи. Тргна сабијата царја ќерка од ножница и го разиграла атот на сите 4 страни и му се пуштила со војската од другиот цар. Тако ga ватила да сечи, по снопица направила. Кога видела војската таков јунак, трештиле на бегање и се расипа од другиот цар војската и кладоа мир, за како што си биле, па да си бидат. Од која сториле бараш, демек мир, обата цари седна една вечер на трпезата и таму била ќерка му од царот и син му од другиот цар и сите големци. И се пулит син му од царот на препреена ќерка од царо на момче и некако како да е познал тие девојка. Со се што истепа толку наша војска, си велел сумо царев син, ова јас ќе обидам да видам за Салам дали е момче, али девојче. Утредента ја помолил царев син да прошетаат покрај некој ливаѓе и таа излегла.
та заватиле да се разговараат. Од гласот незин ја познало ти била девојка и многу ја замилувал, чунки на срце му останале збороите незини. Арно, ама никако не му давала рака да ја речи, чунки се страмеше. Само ја запрашал колку браќа и сестри има и така му и носил збороите од околу во тој разговор. Свирнаа свирке од кај војската да си тргаат и се здравуваа со рака, демек се ракуваа и си рекоа остани со здравие. Од кога се поодалечила девојката од царски син, си отпуштила косите и му рекла вака: "Де гиди синче царео, горска ребица в раце ти пошла и ти не си умел да ја ватиш за в кафез да ја клаиш. Јас девојче си беви, девојче сум си, види ми косите, види ми и боските и седи ми со здравие." Така рекла и си боднала коња пеливана. Уште не дозборувала таа, царскиот син врлил со златен прстен по неа и беше удрил право по заби, та забите беше и се позлатиле. По едно време царскиот син се стори простјак и појде кај неа за да ја видит. За късмето негов, таа излегла со лицето насмеано и му и вида забите позлатени. Прати стројници, та ја посврши и ја зеде. Од која ја зеде, веќе се замилуваа цареите и ич дженг не праеле.